Почитувани гледачи, сите ние помалку или повеќе се грижиме за нашето здравје, собствено, некој се развива преку исхраната, некој со вежбање, а некој со земање на суплементи кои што се неопходни. Експертите и докторите и во светски рамки, не само кај нас, се сложни дека клучна за собственото здравје е навремената грижа или пак превенцијата. Денес со мојот гостин, значи стандарден гостин, нутриционистот Сашко Дорошански, ќе зборуваме за тоа дали ние навистина знаеме правилно да се грижиме за здравјето, дали со добрата грижа навистина може да се превенираат болестите и што практикуваат луѓето во другите современи напредни земји во светот како дел од нивната грижа за здравјето. Најнапред, Сашко, добро ти утро. Добро. Ајде прво да кажеме на гледачите што се треба да се вклучи во правилна грижа за нашето здравје. Кога станува збор за грижа за здравјето, секако треба да тргнеме од исхраната, да внимаваме на исхраната, да внимаваме што помалку да се внесуваат процесирани производи, што повеќе природна храна, да се комбинира храната, значи важно е да ги внесеме сите прехранбени групи за да можеме да внесеме нутритивно избалансирана храна. Меѓутоа, за сите оние микронутриенти, посебно минералите, витамините кои што не можеме лесно да ги внесеме преку храната, не можеме целосно, неопходни се додатоците на исхраната и секако како комплементарно на грижата за храната и на внесот на нутриенти, сепак тука како што во најавата кажавте, важна е физичката активност, да имаме редовна физичка активност во било која форма, макар тоа да биде пешачење, важен е одморот, односно добриот сон, меѓутоа важна е и грижата за менталното здравје, односно да применуваме одредени практики кои што ќе го намалат или барем ќе го контролираат стresот. Значи сите овие елементи заедно значи вистински добра грижа за здравјето. Но добро, многу луѓе денес знаат да кажат не земам витамини, не земам суплементи, не ми треба, доволно добро се хранам. Дали е тоа воопшто можно во ова денешно време кога знаеме каква храна јадеме и колку таа е се помалку богата со тоа што треба да биде? Токму така. Не е можно, јас одговорно ќе кажам, додатоците на исхрана, суплементите не се неопходни, бидејќи бројни истражувања денес што постојат покажуваат дека концентрацијата на микронутриентите, на минералите посебно и витамините во природните намирници, посебно значи во земјоделските намирници, овошето и зеленчукот, е до 70% помала во однос како бива некогаш. Ако ние знаеме дека некогаш внесот на разновисна храна бил доволен, денес никако не е доволен, а виновник за тоа е модерната земјоделска пракса, користењето на пестициди, на вештачки ѓубрива, хибридизацијата на зеленчукот и на овошето и не можеме да ги внесеме, значи тие се толку осиромашени, почвата е осиромашена да не достигаат во редовната исхрана и затоа земањето на додатоци е неопходно. Значи, да не се лажеме, нутриционистите предлагаат ние суплементи. можеме да мислиме дека внесуваме различна храна, можеби знаеме дека пред 3 децении во спанаќот или во јаболката имало одредена количина на минерали и витамини, денес таа е драстично помала, суплементите се неопходни ако сакаме добро здравје. Што бе од вашите искуства, каде најмногу луѓето грешат кога се во прашање суплементите, начинот на исхрана, превенција на болести? Кои се тие грешки најчесто? Во последно време вршевме доста анализи на праксата што имаме и на навиките кај нас, на граѓаните, на навиките што ги има и препораките што ги добиваат граѓаните во современите, речеме, западноевропски земји, Германија и така натаму. И гледаме една голема разлика, кај нас можеби една голема грешка е тоа што и оние луѓе кои што велиме се грижат за здравјето, кои што земаат додатоци, повеќе се фокусирани на одредени специфични додатоци кои што се однесуваат на конкретни здравствени состојби или заболувања, например за артритис, за кардиоваскуларни проблеми и слично, а она што е всушност грешка е што не достигаат основните нутриенти, основните минерали и витамини, бидејќи тие се основа на здравјето, тие се неопходни за метаболизмот и всушност кога тие не достигаат, постепено се развиваат болестите. Значи не може да ги прескокнеме нив ако сакаме превенција од болестите и ако сакаме енергија, добро здравје, оптимален метаболизам, треба клучот да биде да се вратиме на суплементацијата со основните минерали и витамини. Сега има многу додатоци во исхраната. Дали, Сашко, би можеле да издвоиме еден нутриент или витамин или минерал кој што е посебно значаен за гледачите? Па ако го тргнам на страна витаминот D, кој што е апсолутно неопходен и него мораме да го зимаме особено преку есента и зимата, затоа што не можеме во телото да го создадеме нити да го внесеме од храната воопшто. Следен што би го издвоил како најважен е минералот магнезиум, кој што апсолутно учествува во над 300 биохемиски реакции во организмот и е толку потребен и е докажан дека кај најголем дел од луѓето не достига. Значи, мојата препорака би била магнезиумот. Добро, во прилогот што следува ќе видиме зошто е важен токму како нутриент магнезиумот, но и кој
магнезиум треба да се земе, па ќе се вратиме со Сашко да продискутираме на таа тема. Натура терапи. Здравие од природата. Добар ви ден. Денес сакам да зборувам за основната грижа за здравјето која за жал многу пати ја забораваме. Јас знам дека голем дел од вас секој ден прават нешто за своето здравје. Внимавате на исхраната, земате додатоци за одредени болести, пиете специјални чаеви, а секако тука се и лековите за хроничните болести, кои исто така ги пиете секојдневно. Но треба да си признаеме дека и покрај се, и покрај сите лекови кои ги пиете со години, сепак најголем дел од вас се чувствуваат уморно, срцето ви чука забрзано или пак неправилно, мускулите ве болат и ви се грчат, а спиењето не е како порано. Многумина имаат и проблем со крвниот притисок, дијабетесот, остеопорозата и други болести. И знаете што е најстрашното? Вие мислите дека правите се, освен најважното. Ја заборавате основата. Телото не бара премногу. Тоа ги бара основните нутриенти. Без нив, ни другата терапија или додатоци не функционираат како што треба. Добрата функција на метаболизмот и вистинската превенција на болестите бара телото да има оптимални нивоа на магнезиум. Внимавајте, магнезиумот е минералот без кој срцето не функционира правилно. Мускулите не се релаксираат, нервниот систем е под постојан стрес, калциумот не се искористува како што треба. А ризикот од остеопороза, метаболички проблеми, покачен крвен притисок, па дури и дијабетес значително расте. Магнезиумот е најважната поддршка за здраво срце, стабилен крвен притисок, здрави мускули, мирен сон и јасен ум. И пред да помислите дека магнезиумот лесно го внесувате во исхраната, ќе ве разочарам. Затоа што фактите и истражувањата сепак покажуваат дека денес, заради осиромашената и загадена почва и модерното земјоделско производство, практично е невозможно да внесете доволно магнезиум само преку исхрана. Современото живење и секојдневниот стрес уште повеќе ја зголемуваат дневната потреба од магнезиум. Затоа суплементацијата не е избор, туку потреба. Но, внимавајте, секој магнезиум не е ист. Решението е во вистинска, квалитетна органска форма, како што е магнезиум цитрат. Таа нуди одлична апсорбција, делува побрзо и му дава реална поддршка на телото. Затоа, пред се друго, пред сите додатоци и лекови, мора да му го дадете на телото она што му недостига – основата. Магнезиум, но во вистинска форма. Благодарение на нашиот настап и соработка на германскиот пазар, сега можеме да ги донесеме и високо квалитетните германски стандарди и формули на основните минерали и витамини кај нас. Германски квалитет по германски цени, или во превод вистински квалитет и цена што секој може да си ги дозволи за вистинска поддршка на здравјето. И токму денес за вас имаме понуда каква што досега не сте ја виделе. Слушнете внимателно. Ако нарачате сет од 2 големи пакувања магнезиум цитрат со 325 милиграми и дури 150 таблети по пакување кои чинат 2000 денари само денес, за истата цена ќе добиете уште едно исто пакување гратис. Тоа значи вкупно 3 пакувања со вкупно 450 таблети за само 2000 денари. Практично поддршка за една цела година и плюс уште 3 месеци. Ајде да видиме што тоа значи. Добивате сет со дури 450 таблети и тоа од одличниот магнезиум цитрат кој ќе ви овозможи да ја подобрите основната и најважната поддршка за здравјето, и тоа за само 4,5 денари на ден, и тоа за период од една година и 3 месеци. Само 4,5 денари за поддршка на вашето срце, за вашиот мозок и за вашето целокупно здравје, споредено со просечната цена од најмалку 10 денари по доза за другите суплементи со магнезиум достапни кај нас. А и тоа не е се. Најбрзите 20 кои ќе се јават и нарачаат на подарок ќе добијат и екстракт со 60 капсули зелен чај за дополнителна антиоксидантска поддршка на телото. Натура терапи. Здравие од природата. Да, очигледно е дека магнезиумот е дел од новата палета на Натура терапи. Ги гледаме и во нашето студио овие пакувања, а Сашо ќе ни кажеш за што точно станува збор. Благодарение на неодамнешната
појава и настап на натура терапија на германскиот пазар, соработката што таму се оствари, на која што сме особено горди. Всушност добивме многу препораки и ги видовме нивните искуства за она што велам што е она што е основно и што е неопходно како поддршка за сите наши граѓани, и од таа причина и се создаде оваа нова палета на основни минерали, витамини и комбинации кои што се во исклучително квалитетни, активни форми кои што нашиот организам може да ги апсорбира и кои што се во пакувања со по 365 или висока концентрација на таблети кои што ќе бидат навистина економични, достапни за секое семејство. Сега ќе ни кажеш, Сашко, зашто или на кој се начин помага користењето на овој магнезиум и кои се предностите на ова конкретна понуда што ја гледа? Прво, како што во прилогот слушнавме, станува збор за магнезиум цитрат, што е квалитетна форма што има одлична апсорбција во нашиот организам. За жал, јас ќе истакнам дека она што им се нуди, што е достапно во аптеките, што го создаваат нашите можеби најпознати компании, е во форма магнезиум оксид или магнезиум карбонат, што има минимална апсорбција, помалку од 10%, и џабе го земаме суплементот, не може да почувствуваме никакви придобивки на здравјето ако не го апсорбираме. Станува збор за магнезиум цитрат, што одлично се апсорбира, и велиме понуда која што не треба да ја пропуштиме, бидејќи имаме таблети кои што се потребни за поддршка за секој ден во годината, зашто магнезиумот е основниот минерал кој што е потребен за срцето, за мозокот, за мускулите, за циркулацијата, за целиот метаболизам. И ние зашто попрво некој ќе каже, можеби од храната ќе внесеме или ќе внесеме некоја неквалитетна форма, барем малку да земеме. Тоа малку е недоволно. Тоа малку значи колку организмот да се одржи. А ако сакаме ние вистинско здравје на сите наши витални органи, неопходно е да ја земеме вистинската доза и неопходно е да земеме континуирано. Значи, редовниот внес на магнезиум со оваа понуда што се добива овозможува правилна работа на срцето, значи да се заборват оние срцебиења, тахикардија, аритми и прескокнување што ги има особено кај постарите каде што најмногу недостига магнезиум. Овозможува добра меморија, когнитивна функција и смирување, бидејќи магнезиумот е клучен за правилен пренос на електричните импулси во мозокот. Овозможува релаксирање на мускулите, да не ги добиваат оние грчеви кои што ми се јавуваат и болки, дури ги релаксира мускулите во дигестивниот систем, да немаме грчеви во стомакот, да немаме стегање на диафрагмата, па потоа киселини, надуеност и така натаму. Секако магнезиумот е неопходен, а малкуми не знаат, и за регулирање на шекерот, зашто тој го држи шекерот растворлив, да не се таложи на крвните садови, неопходен е за јакнење и на коските, помага кај мигрени, помага кај ПМС, за целокупното наше здравје. И оно што ќе кажам, оваа понуда која што сега има, одговорно ќе кажам, не е достапна никаде на друго место, со ниедна друга понуда во аптеките не може да се најде, и овозможува долгорочна поддршка која што е потребна, повторно ќе кажам, на секој. Сега може секој семејство, секој граѓанин кај нас да си дозволи магнезиум, поддршка и подобрување на здравјето како што заслужуваме за достоинствен живот. За година и 3 месеци. Како што разбрав. Токму така, за 15 месеци поддршка за само 2000 денари. Сашко, ти благодарам за сите овие совети, а ние уште днес ќе видиме моменталната и актуелна понуда. Натура терапи. Здравје од природата. За сите оние кои се вклучија подоцна, да потсетам дека денес зборуваме за онаа заборавена основна поддршка која ни недостига. Денес зборуваме зошто е толку важно сите ние да обезбедиме доволно магнезиум за нашето тело, бидејќи магнезиумот не е само уште еден додаток. Тоа е најважната поддршка за срцето, за баланс со калциумот, помош за мускулите, правилна функција на нервниот систем и значаен фактор за метаболизмот и шекерот во крвта. Тоа е потреба на секој возрастен човек, без разлика дали имате некакви заболувања или не. А тој е неопходен и за младите кои се физички активни и тренираат спорт или пак имаат проблеми со стрес, сон или учење. И токму затоа оваа понуда е нешто што не треба да се пропушти. Внимавајте. Само денес, со сет од 2 големи пакувања магнезиум цитрат 325 милиграми и 150 таблети по пакување за истата цена, од само 2000 денари добивате уште едно пакување гратис. Направете проста математика. За 2000 денари добивате дури 450 таблети, што значи дека инвестирате само 4,5 денари за вашето срце, мозок и севкупното здравје на ден. И тоа за дури 15 месеци или 1 година и 3 месеци. Ова е повеќе од двојно поевтино од нашата просечна цена која ја плаќате за
Другите суплементи достапни кај нас и тоа за форми како магнезиум карбонат или оксид кои имаат минимална апсорбција и занемарливо дејство. На се тоа, најбрзите 20 ќе добијат плюс подарок пакување екстракт од зелен чај. Поддршката со магнезиум е неопходна. Не залажувајте се дека храната ќе ви обезбеди доволно, ниту пак земањето на магнезиум во форма на карбонат или оксид може да ви помогне, колку да ви е згодно спакуван како шумливи таблети или пак кесички со гранули за моментална употреба. Со здравјето нема компромис. Секој човек заслужува квалитет, производ од квалитетни суровини кои телото ги искористува и им овозможува да делуваат. Ова се германски формулации, германски квалитет и германски цени. А верувајте, тоа значи двојно поевтино од она што досега ни се нудеше на нашиот пазар. Телефоните не престануваат да звонат. Пред малку ми јавија дека веќе има 16 нарачки. Не чекајте. Искористете ја оваа понуда што нема да се повтори. Да подсетам. За само 2000 денари, само сега добивате 3 големи пакувања со магнезиум со вкупно 450 таблети. А тука е подарокот капсулите од зелен чај за најбрзите 20. Јавете се веднаш и направете го најважниот чекор кон вистинско здравје. Натура терапи. Здравје од природата.